Требаш да се представам. Океј, здраво, јас сум Долорес и сум овде денес заедно со Портрет за малку подобро ме запознаете. Театар или филм? Искрено никогаш не би можела да одберам, затоа што ми се подеднакво важни и подеднакво прекрасни. Работата во театар е многу интимна и е жива материја, додека работата на филм е многу попрецизна, таму лежи вештината и резултатот е за секогаш. Меѓутоа подеднакво ги сакам. Омилена македонска глумица. Билјана Драгичевиќ Пројковска. Искрено, кога би можела за кралица да се гласа, јас би гласала за неа. Што те прави среќна? Среќна ме прави слушање и креирање музика, колку и да тоа звучи клише. И топла чоколада. Музички идол. Ова е дефинитивно најлесно, Битлси, затоа што ми се најпрва средба со музика во животот. Кога бев мала, сакав да бидам, клише исто така, прикладно на тоа што и сум, актерка. Сакам да живеам во општество кое? Сакам да живеам во општество кое не ја лаже жената дека е еднаква и општество во кое психичкото здравје е подеднакво важно и подеднакво негувано како и физичкото. Феминизмот за мене значи. За мене феминизмот не е само социјална и политичка еднаквост. На лично ниво е ослободување на стеги и норми, на начини на однесување кои што се одобрени од општеството, а на колективно ниво сметам дека е борба за создавање на безбеден простор каде што ќе може да се разговараат прашања круцијални за животот на жената. Сексуалноста кај жените не смее да биде предмет на подбивање. Точно, апсолутно точно, не смее да биде предмет на подбивање кај било кого, ни кај мажите. Меѓутоа живееме во едно општество кое што инхерентно ја сексуализира жената и ја смета за помалку поради тоа и мислам дека точно поради тоа борбата на жените е малку поголема во однос на себе ова. Меѓутоа ова е едно многу пообемно прашање, ќе треба да останам овде цел ден ако пушам да го одговарам. Али тоа е тоа, окей. Омилена изрека. Не се водам многу по изреки и по цитати, меѓутоа ако треба да изберам, би избрала нешто прикладно тоа што сум, тоа е уметник. Уметноста треба да ги вознемири смирените и да ги смири вознемирените. На скала од 1 до 10 колку си чудна? Мислам дека затоа што не сум фан на општествени норми, веројатно многу луѓе би кажале дека сум чудна, веројатно 12 на скала од 1 до 10. Меѓутоа сама себе си не можам да се сметам за чудна затоа што сум си сама најдобар свој пријател и едноставно најдобрите пријатели не ги сметаме за чудни, ги сакаме и ги прифаќаме такви какви што се. Зашто најмногу дебатираш за феминизам и за љубов? Брз совет за младите. Младите, немојте да се плашите од непродуктивност, затоа што многу големи периоди на креативна суша носат креативна бура од кога ќе завршат. Кога сум тажна, права. Јас сум многу често тажна. Јас сум еден тажен човек. Имам карактер на пијан поет, and there is nothing wrong with that. Си имам прифатено таква. И кога сум тажна, пијам топло чоколадо и пишувам рап. Лоша навика која сум успела да ја победам. Дефинитивно легнување и станување доцна. Затоа што тоа е страшно лоша последица од мојата професија, меѓутоа гледам да го избегнувам. Гледам да си легнам навечер како старо бабе и да си станам са бајле, со петлите, како старо бабе.